Добар ден, криптоентузијасти. Денеска го гледате првото од двете видеа кои што ги спремаме за вас, каде што ќе разговараме за геополитика и крипто, односно ефектот врз економијата и криптосекторот во однос на ескалацијата против Русија, каде што немам зборови, значи НАТО и Гејропа и Мурика се спремаат за нешто многу поголемо од оно што моментално го гледаме. Ќе разговараме во детали за сето тоа, значи тоа е најбитната тема за која што ќе разговараме. Нормално ќе спомнеме и за овој мир, не може да се каже мир, но барем прекин на оглед на Блискиот исток кој што е во наша полза, но за разлика од тоа првиот, да речем, ескалаторен момент е многу сериозен и ќе треба навистина добро на внимание, затоа и денеска одлучивме да направиме две видеа, во кои што во 5 часот попладне ќе го погледнете ова видео, а во 7 попладне ќе добиете и второ видео каде што ќе разговараме за третиот дел од нашето портфолио, односно апдейт, каде што ќе разговараме за HBAR, Uniswap, VeChain, Algo, Send, Optimism и Alchemy Pay. Пред да продолжим понатаму, само една мала напомена. Вие сте виделе некои бројки на CoinGecko. Значи, прво не заборавајте дека ние имаме не знам колку профили моментално кои што ги користиме дел за тренинг на луѓето од нашиот тим. Зборувам околу тргување, инвестирање и така натаму, па вие сте виделе нешто загуба, ја искрено не сум ни приметил, дури кога ми кажаа луѓе го видов тоа на видеото, така да тоа е само едно од оние тренинг портфолија кои што ги имаме моментално, кои што ги користиме на CoinGecko, каде што луѓето буквално можат фиктивно да додаваат одредени количини, купување, продавање и така натаму, со цел да видат оприлика дали разбрале техничка анализа и така натаму, но вие сте виделе дека некој од нив се во плюс и во минус, пак ќе напоменам, значи станува збор буквално за неколку профили кои што ги имаме на CoinGecko, од друга страна имам и други профили на CoinGecko кои што се со персоналните, да речем, портфолија на дел од нашите членови. Сега зборувам лично на мојот тим, зборувам на CryptoGamijia тимот, така да за тоа не се секирајте, не е тоа нашето портфолио, значи пак ќе напоменам, слободно гледате, мене воопште не ми смета, гледате дека воопште ниту избришавме видео, ниту пак нешто ескалиравме. Само сакам да ви кажам да не се секирате, не е тоа нашето портфолио, тоа се најчесто профили кои што ги користиме за тренинг на CoinGecko. Сега, откако го разјаснивме овој дел, да поминеме преку една многу битна работа, а тоа е дека се уште нормално трае нашата промоција на Black Friday. Денеска е третиот ден по кој што овие попусти ги даваме на сите оние кои што сакаат да бидат дел од нашата CryptoGamijia заедница на Patreon. Значи, само треба да ги искористите овие зборови, погледнете го видеото, ќе биде во дескрипција на истото ова видео кое што моментално го гледате, во однос тоа како можете да се приклучите на нашата Patreon заедница. Зошто е тоа битно? Затоа што Patreon заедницата нуди многу, да речем, интересни привилегии за сите оние кои што се дел од истата. Значи, ова се така речено членствата кои што може да ги имате, Patreon заедницата patreon.com, значи многу едноставно може да најдете оваа страна или пак да едноставно ја симнете апликацијата на вашиот телефон. Со тоа што само треба да го најдете CryptoGamijia, пак ќе напоменам, само погледнете го видеото кој што ќе биде во дескрипција, ќе ви биде јасно се што треба да направите за да станете дел од нашата Patreon заедница со овие попусти кои што моментално ги нудиме. Значи, идејата е да собереме една заедница на професионални инвеститори кои што ќе работат заедно за меѓусебно едуцирање, меѓусебно информирање и решавање на проблеми од се што представува инвестирање во криптосекторот. Сега за сега тоа многу добро ни оди, како што може да видите, имаме повеќе од 150 членови моментално и сме екстремно горди на тоа. Привилегиите кои што ги добивате за да бидете дел од нашата заедница е дека ги добивате сите овие видеа порано. Односно видеото, геополитика и крипто, кој што сега го гледате, беше доставено до нашата Patreon заедница негде во 12 часот утрината, со тоа што овдека имаме и community tab, како што може да видите, значи едноставно имаме постојано активна заедница која што работи на меѓусебно информирање, на меѓусебно едуцирање. Значи, затоа и уште ќе напоменам, паметно е да се биде дел од оваа заедница, затоа што значи на ваше барање ние организиравме заедница која што ќе може да соработува еден со друг, нема шилање, нема продавање, значи се што моментално имаме на нашата заедница е меѓусебна едукација и информираност. Секој одлучува за себе си, но сме тука да си помогнеме едни на други со давање на меѓусебни мислења. Дополнително, освен тоа што ги добивате овие материјали порано, значи и
геополитика и крипто и нормално апдейт на портфолио се веќе доставени на Patreon заедницата, а вие ги гледате во 5 часот попладне и 7 часот попладне, некогаш ги добивате овие материјали и еден ден порано. Имате и директни пораки до нас, значи ја одговарам на сите овие пораки практично на дневно ниво, некогаш можеби ќе кастам, но најчесто во еден ден добивате одговор од мене, како и нормално на крајот од овој период, значи после 2 декември планираме веднаш да организираме и посебен тип на лайвстрим, како што веќе направивме до сега, а тоа е лайвстрим со прашање од заедницата само за нашата Patreon заедница, каде што правиме интересен, да речам, како да кажем, хибриден лайвстрим, со тоа што истиот го правиме на Microsoft Teams, и нормално секој од нашите членови може лице во лице директно да не праша, разговараме со нив, значи последниот пат потрошивме околу 3 часа за да одговориме на сите прашања на целата заедница, така да приклучете се и ќе бидете дел од нормално оваа интересна случка и нормално сите оние кои што веќе се дел од нашата Patreon заедница, значи можат во сопствените приватни пораки од мене да проверат, веќе имаат добиено код. Кодот е практично еден месец гратис, за кој што може да го поклонат на било кој сопствен пријател, фамилија како сакате така, кој што ќе може едноставно еден месец бесплатно да биде дел од нашата Patreon заедница, исто како вашата категорија, и да види која е моќта на заедницата и колку само може да се научи и може да се информирате во нашата заедница. И за крај пред да почнеме, значи на 27 ноември, тоа е наредната недела во среда, значи ќе имам свое предавање во Сохо во Гзира, оние кои што се во Малта, повелете слободно, значи Crypto Hub Малта, знаете, тоа е најголемата децентрализирана организација во Малта за крипто. Значи ова е моето 6-то предавање, значи овдека сме стандардни, дури имаме некои поголеми планови, но не сакам ништо нели предварено да зборувам додека не добиеме соодветни потврди заедно со Crypto Hub Малта. Значи спремаме некоја заедничка едукација, нешто интересно. Пак ќе напоменам, значи сето тоа како и секогаш е прво достапно за македонците, а потоа е достапно и за сите останати што не се македонци. Така да во оваа ситуација, значи, оваа тематика за која што ќе зборуваме, акции против крипто е веќе достапна на нашиот канал. Ние ово видео го направивме за македонците уште пред 2 недели, 3 недели ако не се лажам. Така да нели, ова е само материјал кој што веќе сме го обработили за македонците. Сега, настрана од сето ова треба да почнеме со она што се случува моментално однос на геополитика. Значи, првата и најбитна работа која што мора да ја спомнеме, најбитната и најголема ескалација која што моментално се случува е дозволата на гериатрија Џо на Украина да користи оружје со долг домет, зборуваме за оние атакамс проектили, ракети, како сакате, за напад во Русија. Значи ова беше дадено на 17 ноември, официјално, и нормално нема сигурно да чекаат долго, тоа веќе го видовме, значи еден ден подоцна веќе имаше напад врз Русија. Со тоа што пред да почнеме да зборуваме за тоа што и како се случило, прво сакам да ви објаснам за што станува збор. Значи ова е практично мапа на која што може да видите до каде се би можеле да достигнат атакамс проектилите. Се разбираме? Значи ова се посебен вид на ракети кои што можат да влезат длабоко во територија на било кој, зборуваме на непријател, така, со тоа што они имаат и овие Хаймарс, кои што се со многу помал домет, како што може видите и сами, но идејата е дека овие атакамс моментално може да влезат до 300 километри длабоко во територијата на Русија. Така. Значи, пак ќе напоменам, ние зборуваме за една сосема поинаква ситуација во која што имаме користење на западно оружје, кое што не може Украина сама да го контролира, не може Украина сама да го води, значи зборуваме нели за таргетинг, за GPS водење, за нели откривање на мети, затоа што Украина не поседува сателити. Украина не може со своите сателити кои што ги нема да одреди мети. Не може со своите сателити кои што ги нема да ги води овие проектили и не може со својот персонал кој што го нема за да практично ги намести овие проектили, ги припреми за лансирање и ги лансира, да го направи се тоа. Што значи дека многу јасно тоа е персонал на Мурика кој што се тоа го прави и кој што, како што можеме да видиме, станува збор за длабоко во Русија. Значи овде имаме веќе неколку различни центри и големи градови кои што може да биде погодени, меѓу кои од целата оваа територија беше погоден Бријанск. Значи тоа е негде околу 100 километри во територијата на Русија. Значи, како да кажам, ова е
значи без преседан, се разбираме, станува збор за нешто што на било која друга земја да се деси, тоа е отворена војна, се разбираме. Значи единствена причина поради која што јас верувам дека се уште Русија не е ескалирала е фактот дека и понатаму се надева дека со доаѓањето на Трамп сето ова срање ќе запре. Односно, ова што го гледаме моментално е последен обид на дебилска, ретардирана администрација во Мурика да започне практично Трета светска војна. Јас не гледам никаква друга причина зашто ова би се случило, посебно кога видов која е реакцијата на високи представници на Мурика и високи представници на Гејропа. Значи, кога видов како реагираат, сега наеднаш повторно Русија е крива што Америка дозволила на Украина да користи проектили, се разбираме. И сега се преправаме дека тоа е сосема нормално. Тоа е како сега Русија моментално да даде, не знам, оружје пример, на Либан да се брани и Либан да го користи ова оружје за удар на Грција, каде што моментално има аеродроми кои што се користат за бомбардирање на Либан. Се разбираме? Или пак моментално Русија да даде, да речем, проектили на Баскија, која што сака да се ослободи во Шпанија, и она да почне да удира по Париз, да удира по Мадрид, да удира по сите овие градови и да каже, извинете, но ние се браниме, тоа е сосема нормално, како што Украина може да удри длабоко во Русија, се разбираме. Но како и да е, чекор по чекор, така. Вака, сега официјално, значи 19 ноември на мојот роден ден, Украина одлучи да проба да почне Трета светска војна, значи тоа ќе беше интересно ако навистина служеше на мојот роден ден. Значи стварно сум баксус, но како и да е. Како и да е, значи главното што мора да го забележиме од целата оваа ситуација е дека официјално на 19 ноември на 1000-тиот ден од војната Украина користи атакамс проектили кои што нормално единствено што Украина користи е својата територија, ништо повеќе. Се останато е муриканци, се разбираме. Муриканци буквално го возат и ова што гледате моментално, ланчеров на проектили, муриканци го сетираат, муриканци го контролираат, муриканци го следат неговиот лет и муриканци се секираат дали истото ќе погоди на својата мета или не. Значи муриканци го прават, ова не го прават украинци, се разбираме. Сега, нормално, значи веднаш погледнете, целата Европа веднаш се загрева. Значи допред само една недела ние разговаравме за потенцијално прекинување на војната во очекување на претседателството на Трамп, дека сето ова ќе се запре, дека нема да има понатаму, се разбираме. За сега наеднаш погледнете го ова. Сега наеднаш, не само што Мурика го направи ова, не гериатрија Џо, се разбереме, гериатрија Џо он буквално не е присутен, се разбираме. Значи гериатрија Џо е кога ќе се јавите на некоја секретарката кој ќе одговори. Тоа е моментално гериатрија. Дечкото не е овдека, он не е во оваа реалност, се разбираме. Тоа значи дека некој во негово име го прави сето тоа. Значи да бидеме јасни, ова е поеќе од јасно на врапчињата на жицата им е јасно. Така, сега. На страна од сето тоа, значи погледнете сега овие, како да кажам, мршојатци, веднаш како, значи одма мора да се засили сето ова, се разбираме. И наеднаш ги овдека, значи не може еден идиот без останатите идиоти да следат. Значи и Мала Британија и Северна Афричка колонија на Мароко, Алжир и Тунис, така наречена Франција. Значи моментално двата, ги, значи се спрема потенцијално дозвола за Storm Shadows и Scalp. Storm Shadows се проектили исто со долг домет, произведени во Мала Британија, а Scalp се на овие Северна Афричка колонија. Идејата што е? Идејата е дека нормално сега они ова го представуваат како ние ќе им дадеме на украинците проектили со цел да ја завршат оваа војна побрзо. Не. Вие ќе им даете проектили на украинците со цел да направите Трета светска војна. И влезна НАТО во Украина и при тоа ефективно војна против Русија. Се разбираме? Значи да бидеме јасни, тоа е препоставувам обидот, само што очигледно се уште Русија не одговорила на овие провокации, со тоа што веднаш еден ден после тоа, значи 19 ноември, на истиот ден официјално, значи повторно да се пратат нови Storm Shadows, не само тие што ги поседуваат, туку дополнителни Storm Shadows проектили да се пратат во Украина. Значи, како да ви кажам, јас немам зборови, значи, за ова што се случува моментално, со тоа што ги Storm Shadows, гледаме дека прилика не се толку многу, значи не се 300, туку се 250 км домет, со тоа што повторно, значи, станува збор за сериозен домет, со тоа што овдека гледате и сами имаме 4 големи градови, 5 кои што можат да бидат удрени во било кое време со вакви проектили. Со тоа што официјално, значи сега пак не е потврдено, но од руската страна од 6 проектили кои што се лансирани,
се вели дека 5 се практично уништени. Дали е тоа така или не можеме да знаеме, затоа што метата која што е ударена во Бријанск е воена мета, што значи дека цивилно новинарство не е дозволено во секој случај, исто како во Израел, исто како било каде. Со тоа што пак ќе напоменам, дали тоа случило не можам да бидам сигурен, но можам, ако ништо друго, нели, да кажам дека дефинитивно, ако некој има капацитет да на некој начин се одбрани од ваков тип на технологија, од ваков тип на оружје, тоа дефинитивно е Русија и тоа дефинитивно во овој момент, затоа што Русија се спрема за секоја потенцијална глупост која што може на западот да му текне. Се разбираме? Дали се случило не, повторно, не можеме бидеме сигурни, но уште еднаш ќе напоменам, значи, ваквиот успех да успеете да на некој начин уништите ваков тип на проектили кои што е скоро невозможно дури ни да се следат, а вие да успеете да ги уништите, тоа би било одлично, но останува да видиме, времето ќе покаже. Не заборавајте дека Западот, ако навистина овие проектили ја погодиле својата цел, сигурно ќе објави сателитски снимки, тоа ќе биде голема вест, гледајте колку голем успех, да се разбереме. Но како и да е, значи каде се тоа оди сега моментално? Тоа е една од најбитните работи кои што треба да си ги одговориме. Пред да продолжиме во тој аспект, значи, уште една битна работа која се случи денес, значи на 20 ноември, Гериатрија Џо, повторно, Господ знае каде е Гериатрија Џо, некој во негово име потпишал документ со кој што се дозволува користење на пешадиски мини. Значи, тоа се посебен тип на мини кои што се наменети за онеспособување или практично елиминирање на пешадиска војска. Проблемот со овие мини, заради кои што постои и посебна конвенција, односно посебен тип на конвенција со која што, ако се сеќавате, ова не е само за таков тип на оружје, односно пешадиски мини, туку и за било каков тип на чистата ова, да речам, конвенција ги застапува и значи cluster munition, односно она муниција која што се распрснува во многу помали и прави многу помали експлозии, тоа е буквално наменето за значи ова е за екстерминација, значи ова не е за војна, се разбираме. Ова е наменето за на голем предел на земја да може да погодите и уништите што може повеќе практично пешадија или во оваа ситуација цивили, зависи што погодуваат. Но со истата оваа конвенција нормално се забрануваат и пешадиски мини. Со тоа што овие кои што се со црвено практично се моментално земји кои што се залагаат тоа да не се прави, се разбираме. Значи тие кои што на некој начин го превземале ова како обврска, каде што гледаме дека Украина е, но Русија и Мурика не се. Затоа Мурика моментално, значи ова беше одлука на Бајден пред неколку месеци да не се прати ваков тип на оружје на Украина, за наеднаш сега истиот да промени оваа одлука, повторно не е Гериатрија Џо, пак ќе кажам Гериатрија Џо е одамна во пензија, он е веќе заминат од овој свет, но како и да е, некој во негово име одлучил дека и тоа треба да се направи. Зошто е ова така? Затоа што претходни искуства, посебно од Виетнам, од југословенската војна, значи премногу од овие мини остануваат неоткриени и години подоцна луѓе буквално значи губат едноставно екстремитети и живот баш поради ваков тип на оружје и затоа истите се забранети. Како за касетната муниција, така и за пешадиските мини, но не е проблем чим умираат славјани во рете, значи може да се користи Гериатрија Џо, драги мои. Како и да е, уште 2 месеци, но пак ќе напоменам, јас си понатаму верувам дека ова е ескалација со цел да се дојде до степен каде што ниту Трамп не може ова да го спречи, затоа што и Гериатрија Џо и цела Европа моментално се свесни дека доколку дојде Трамп на власт, оваа војна е практично завршена. Дали веднаш, дали ќе треба време, сите знаеме дека има голема шанса оваа војна да се заврши, што не одговара на Европа, затоа што тоа ќе биде целосен пораз, не одговара на Мурика, затоа што тоа ќе биде целосен пораз, но Бајден не го интересира, се извинувам, Трамп не го интересира тоа, го интересира крај на војната и враќање на така речено отвореноста на пазарите, значи не го интересира бизнис, не го интересира војна, се разбираме, тоа е проблемот. Сега, да видиме како значи, ја стварно не знам што да кажам, значи, на Западов се е ретардирано и. Значи, Џозеф Борел, оваа фаца, овој кловн, е највисокиот дипломат на Европа, се разбираме. Значи, ово е бистриот ум кој што изговори, вика, Европа е џунгла, се извинувам, Европа е градина, вика, а се надвор од Европа е џунгла. И вика, џунглата се обидува да влезе во градината. Значи, тоа е, драги мои,
највисокиот представник на дипломатијата на Европа. Значи, ако дипломат ви го каже ова, замислете оние кои што не се дипломати што зборуваат за остатокот од светот, како и да е, значи да слушаме што има да каже околу целата оваа ситуација. Значи, пак ќе кажам, Западот е ретардиран комплетно. Јас немам збор, јас само уште не можам да разберам кои се тие луѓе што гласале за вакви кловнови да ги представуваат. See the relationship between the decision taken by President Biden and a hypothetical nuclear war. I said that there is a irresponsibility to talk to use the threat of nuclear weapons. What President Biden has authorized is to use inside the Russian territory until a distance of 300 kilometers from the Russian border, which is quite limited, by the way, the use of the conventional arms. And it seems that today the Russians reported that this authorization has been used, and the first consequences of this the American decision has taken place. Ева вака сега. Значи, што ви кажа говедово? Вика, ја не можам да разберам, вика, зошто вика Русија зборуваат за нуклеарна војна, вика, каква врска има нуклеарна војна и нуклеарна закана, вика, со тоа што вика Бајден дозволил, сега слушате што има да каже Кловнов. Па Бајден вика само дозволил 300 километри, вика, тоа е мало, вика, место, тоа е многу мал регион, вика, само 300 километри, вика, во границата на Русија, Бајден дозволил да се користи, вика, оружје, нели, као атакам во оваа ситуација. Значи, знаете како? А ако Русија дозволи 300 километри од Белорусија да се користат оружја во Европа, што правиме тогаш? Што правиме тогаш? Дали е тогаш нормално тоа? Значи, замислете до кој степен. Па колку треба да сте ретардиран да седите моментално во Брисел, во Берлин, во Париз и да го слушате ова од вашиот највисок дипломатски представник, дека е сосема нормално да се користат ваши оружја, да не забораваме овдека сега се спремаат француски и англиски оружја, 300 километри во територијата на Русија да се удри. Сосема нормално, така. И уште еднаш ќе напоменам, но ако Русија моментално одлучи од Калининград 300 километри во радиус да може да удри било каде со оружје, тоа не е нормално. Тоа е инвазија, тоа е напад, се разбираме. Но, значи, они, како да ви кажам, фактот дека они се обидуваат да влезат во Украина е причината поради која што Русија е приморана да го прави ова што го прави, така. И сега и понатаму се ескалира ситуацијава и нив не им е јасно. Не сам вика зошто, не може да разберам каде е вика тука проблемот. Од друга страна, ајде вака да направиме. А ако Русија, како што веќе направила претходно во Куба, донесе повторно нуклеарни проектили и каже зошто Куба има право да се брани од Мурика, моментално Мурика нема што нема направено на Куба, сите можни санкции, ембарго, така. А тоа не може. Значи, тоа не е, тоа е предградие на Америка и тоа не можете вие таму, така. Ама Украина може. Таму можеме да ставиме што сакаме и можеме што сакаме да лансираме. Значи, гледајте до кој степен на ретардираност оди западниот свет. Не се секирајте, овдека не запира. Да видиме што има да каже германскиот највисок представник на дипломатија, исто така извонреден ум. Putin spielt. Vladimir Putin is toying with our fears. We have no illusions. Putin's Russia will remain one of the most serious security threats, not only to Europe, but also to the global order. Значи, и највисокиот дипломат на Полска и највисокиот дипломат на Германија, значи, таа е таа реторика, Русија е проблемот, значи, сега вие напаѓате Русија, вие правите практично еден тон оружје да влезе во Украина. Ја напаѓате Русија на нејзина територија и вие викате Русија е проблемот. Многу едноставно, ја не можам да разберам како вие не разбирате. Русија е проблемот. Значи, пак ќе напоменам, ако Русија моментално донесе штит во Калининград, нуклеарни оружје кои што можат да удрат било каде во Европа, тоа е проблем. Не може така. Не може така. Ама ако цела Европа се извинувам, Мурика и останатите донесат што ќе им текне во Украина за удар во Русија, добро е 300 километри. Шо е 300 километри тоа? Не, малку вика тоа, мал период, колку е тоа вика територија? Мала територија вика тоа. И еве го и овој Марсулов, премиеров на Мала Британија. Irresponsible rhetoric coming from Russia. And that is not going to deter our support for Ukraine.
значи гледате како, нема тука, значи Русија е проблемот. Ја не можам да го разберам. Како смее Русија да се брани самата себе си, се разбираме? Како и да е, кој што рече еден од нашите гледачи, вика брат, вика кога те гледам те, вика кога арти да гледам. Па добро брат, гледај Франција 24, гледај BBC, гледај CNN, таму повеќе ќе ти кажат вистина, сигурно, нели? Вика, ама зошто зазема страна? Не, па нема да заземам страна и нели? Така ќе се преправиме дека ништо не се случува и дека Западот е во право затоа што ние сме нели со Европа гаси гаки, така. Заради Европа само сменивме име, знаме, химна се откажа малцинства во Егејска и Пиринска Македонија, пошто Европа и се извинувам. Европа и Мурика ни се стратешки партнери, така, нели? Затоа што овие други се е тоа нецивилизирана стока, како што рече Борел, тоа е џунгла, тоа се диктатори. Само во Европа на друго место нема нигде цивилизација. И сега нормално право од Белата куќа, значи домот на гериатрија Џо. Фацкава која што ја гледате, исто така уште еден клоун, кој што е нели споксмен на односно портпарол на Белата куќа, и сега значи го прашува некаков проблем има ли вика со тоа што буквално предизвикавте Трета светска војна и нуклеарна војна, и да видиме што има да каже и овој клоун. Fortunately, not surprised by the comments the Kremlin has made around the publication of this new revised nuclear doctrine. Despite what Russia says, neither the United States nor NATO pose any threat to Russia. So we have not seen any reason to adjust our own nuclear posture. We're not out. Вика, ја не гледам, вика, кај е проблемот, вика, тука не можам да разберам, вика, зошто толку, вика, Русија се секира, вика, ние не сме, вика, пази сега, колку се ретардирани. Вика, ние, вика, не представуваме ризик, вика, за Русија, ние не сме, вика, ниту во војна со Русија, ниту пак, вика, представуваме било каков тип на ризик, односно, нели, као, немаме ние никаков план ништо да направиме на Русија. Еве, чисто да видите дека тоа е вистина и дека на вистина, значи јас не можам да разберам од каде Русија со вакви идеи дека НАТО ја загрозува. Стварно не можам да разберам, еве. Може да видите јасно на оваа мапа која што е исто произведена нормално НАТО, така, што е на 75 годишнината од НАТО, 49 година, значи после Втората светска војна, како НАТО воопште не се проширува на кај Русија. Ја не можам да разберам од каде е овој проблем, стварно, гледај. Значи гледај колку се далеко од Русија, гледај. Гледај, значи ова се бивши членки на СССР, на Варшавскиот пакт, така. Значи јас не гледам тука каде е проблемот. Значи воопште НАТО не се не, гледај, не. Значи НАТО во последниве 70 години успеал да дојде на сите граници на Русија, така? Ама не. Тоа е се во умот на русите, се разбираме. Вика, не сме, вика, ние, како, вика, ние не ја загрозуваме, вика, Русија. Не може да разберам од каде овие работи, вика, бе, тоа е, знаеш како у џунглава луѓе не ја разбираат. И значи, еве, гледате според оваа мапа, ви покажува дека воопште нема никаква загрозеност, значи, Русија. Посебно со оглед на фактот дека во последните година дена, уште две членки кои што се директно на границата, и Шведска и Финска, со најдолгите граници во Европа, со Русија влегува во НАТО. Мислам, ако тоа е загрозување, ја не знам што. И сега вика, шо е 300 км, брат, вика, проектили 300 км, вика, ке сме удреле во Русија. Шо вика, гледа, која е Русија, уште колку километри има, па 300 км, кај биле, кај не биле, така. Е уште една гуска. At war with Russia, and the party here that continues to escalate this war is Russia. Ете, гледате ли сега? Значи Русија е таа што ескалира. Не е Бајден што дал моментално дозвола за да се пука на Русија, нема тука никаква врска. Значи луѓе, вие не разбирате. Значи што се разбирате вие во геополитика? Остајте на CNN, на BBC ќе ви кажат, еве, има некои луѓе што ни го гледаат канал, што очигледно се експерти, така, што разбираат повеќе од нас. Еве да видиме што има да каже. Еве да видиме и новиот папагал на НАТО што има да каже. Столтенберг го испративме у пензија, значи после толку мртви цивили и толку голема војна, мислам дека дечкото заслужи пензија, така. Значи како и сите овие warmongers, значи нели почнувајќи од оние од Ирак и Сирија, сега и он, значи што е пола милион луѓе треба да умрат и после пензија, значи тоа е тоа. Оприлика таа е она да речам трешхолд за исполнување на пензија ако си, да речем, представник на НАТО, така. Еве да видиме што има новиот, како го нарекуваат сега, spokesperson на НАТО, што и да е, така. Да видиме што има он да каже. There will be a couple of big issues we need to debate over the coming months. Of course, first of all, we have to make sure that Ukraine prevails.
and that Putin will not win in Ukraine. That is absolute priority number one. But behind that, Ете, гледате што е приоритетот. Приоритетот е дека Путин не смее да победи. Абе, брат, Путин победи. Како да ти објаснам, Путин победи? Значи, ја прегази Украина. Од друга страна, пола милион мртви украинци. Ама знаете како, не смее Путин да победи. Са тоа пола милион мртви украинци. Што е пола милион? Кажи, ние у Ирак само барем 2 убивме. Што е има таму уште многу за да се убијат, полека има време. Значи, првата работа е таа папагали. Не смее Русија, значи, дечко, Русија победи, како да ти објаснам. И са втората работа. there are two other big issues at stake. One is that 2%, when you take out the US spending, we are now at 2% in Europe as NATO. It is simply not enough, as the President just was saying. It is simply not enough. So we will need to have the debate on spending more. Ете така. Чичко Трамп убаво им кажа, дечки, ако сакате Америка да остане во НАТО, тоа ќе мора да си ги зголемите вашите буџети за одбрана, не 2%, туку 5%, како што тоа го прави Америка. А вика, ако не сакате, тогаш нема проблем, ние не мораме да ве штитиме вас, ама сега ги наполнија гакињата, затоа што знаете дека за 2 месеци Чичко Трамп иде. А Чичко Трамп кажа, или ќе платите, или нема НАТО. Едно време се јави шефот и кажа, дечки, јас се враќам на работа, така. И наедно што се случи? Перестројка. Ајде сите ќе плакеме 5%. Чекај брат, ќе видиме кога ќе им го кажете тоа на собствените граѓани дека треба сега 5% од буџетот наместо 2 да плакете, ќе видиме како добро ќе го прифатат тоа. Допрва ќе гледаме полека. Сега нормално овдека треба да видиме што уствари, нели, се тоа предизвика и каде се тоа се движи и нормално како на тоа одговара Русија. Со тоа што знаете како кај нас викаат. Вика кога бродот тоне, вика знаете како знаете дека брод тоне? Кога ќе видите вика од палубата доле дека стаорците пливаат, бегаат од бродот, вика, вика тогаш знаете дека бродот тоне. Еве ги стаорците, драги мои, денеска ја евакуирале американската амбасада поради страв дека потенцијално ќе биде нападната. Зошто бе, браке? Зошто останете во Киев, колку е? 3 години, 1000 дена поминаа, никој не ве бомбардираше амбасадата, зошто сега бегате? Што сте направиле вие, што сега бегате од Киев? Што е тоа? Ајде, пошто нели нема ескалација, кој што слушнав од сите овие гејропски и американски представници, сите викаат дека ескалација нема, дека нема проблем, они ништо не направиле на Русија, па ти кажам, 300 километри у Русија влегле проектили. Кажи, кога е Русија, уште колку има, ја не знам што толку паника за 300 километри, така? Арно, ама стаорците први бегаат од бродот, пошто бродот тоне. А знаеме кој е бродот и знаеме како тоне. Моментално во што гледате, драги мои, е буквално руски рулет. Значи, си играат руски рулет со нуклеарно оружје. Зошто си играат руски рулет со нуклеарно оружје? Затоа што нивната идеја за ескалација, за потенцијално да се влезе во Украина со нели НАТО трупи, јас уште еднаш ќе напоменам. Јас се уште мислам дека ова е последен обид на оние конзервативци, оние ретардирани неоконзервативци кои што ги нарекуваме, нели, кои што моментално по секоја цена мора да биде победена Русија. Значи, нема веќе како, но не е проблем. Ако треба ќе се ескалира до нуклеарна војна, битно не смее да изгуби Западот. Значи, колку треба да сте ретардирани, така? Слушајте за ова, само да ве потсетам. Почему-то на Западе Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует. У нас же есть ядерные доктрины. Само секунда, не знам што мој денеска на интернетов, само момент. Веднаш ќе почне. Посмотрите, что написано. Ете така. Вика, зашто вика Запад постојано мисли вика дека Русија нема да искористи чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем для себя. Ете така. Значи, вика, зашто вика Запад постојано мисли дека нема да искористиме нуклеарно оружје ако мораме да се правиме? Возможно использовать все имеющиеся в нашем распоряжении. Тоа е оној нуклеарен рулет што си го играат на Западот, се разбираме? Абе нема шанси Русија да искористи нуклеарни оружја. Нема шанси да искористи нуклеарни оружја. Знаете како? Се е тоа убаво и се е тоа интересно, се додека еден ден не се случи, се разбираме? Че не велам дека ќе се случи,
но едноставно вие буквално ја буцкате мечката до степен каде што веќе нема што да направи освен да се брани, се разбираме. И затоа моментално дојдовме ситуација во која што Русија ја промени својата доктрина и вчера официјално Путин истата ја потпиша. Каде што многу јасно, значи моментално како звучи нуклеарната доктрина. Ако било која ненуклеарна сила во оваа ситуација, тоа би било Украина, ја нападне Русија со оружје кое што е дадено на Украина од нуклеарна сила, во нормално оваа ситуација тоа би било Мурика, Мала Британија, Северна Афричка колонија, Франција и така натаму, ќе се смета дека се соучесници во овој напад и дека на тој начин практично они ја загрозиле сигурноста на Русија и во однос со тоа колку е голем нападот, дури да е со конвенционално оружје, не зборуваме за нуклеарно оружје, зборуваме за конвенционално оружје како што е атакамс проектили, како што се бомбардери, што и да е, така. Значи доколку непријателскиот напад е доволно голем, Русија секогаш ја има опцијата да врати со нуклеарно оружје. Нема да чека да биде тоа нуклеарно оружје за да врати со нуклеарно оружје. Тоа е она што мора да го разбереме, така. И еве господин Лавров да ви го повтори истото. If long-range missiles are going to be applied from Ukraine into Russian territory, it will also mean that they are operated by American experts, military experts. And we will be taking this as a qualitatively new phase of the Western war against Russia, and we will react accordingly. Ете така. Значи, многу јасно кажано, доколку се користат овие долгодометни оружја, атакам, Storm Shadows и така натаму, врз Русија, ова беше кажано, значи, моментот кога ова се случи. Значи, ние ви дадовме до знаење и сега вика може да очекувате дека ние ќе значи нели одговориме соодветно. Со тоа што како веќе напоменавме, значи промените на оваа доктрина сега се подпишани. Пред тоа беа најавени, беше изработен текстот, а официјално од вчера и се подпишани пред 24 часа, што значи дека секој од овие напади може потенцијално да предизвика Русија да врати нуклеарно. Ја не можам да разберам, значи разбирам да се занесуете, во реду е, знам дека имате ретардиран водач, значи пак ќе кажам, гериатрија Џо, замислете, таа фаца е одговорна за половина од нуклеарниот арсенал во светот. И тој човек, значи, замислете, и неговите блиски одлучуваат што понатаму во светот, се разбираме? Значи, ние целата иднина моментално на светот ја ставаме во рацете на еден ретардиран водач на Западот. In the updated version of the document, aggression against Russia by any non-nuclear state, but with the support of a nuclear state, is proposed to be considered as their joint attack on Russia. Russia will also consider the possibility of using nuclear weapons when receiving reliable information about a massive launch of means of aerospace attack and their crossing of our state border. This includes strategic and tactical aircraft, as well as cruise missiles and drones, hypersonic and other delivery vehicles. Russia reserves the right to use nuclear weapons in case of aggression, including if the enemy, using conventional weapons, poses a critical threat. Ете така. Значи, се до тоа што ви кажа веќе овдека стокмено кажано од главниот. Значи, било каков, и са пазите, они не велат напад, туку моментот кога голема количина на било каков тип на летачки објекти, дали се тоа авиони, дали се тоа дронови, дали се тоа проектили, ако сметаат дека е доволно голем, автоматски ќе превземат нуклеарен напад. Со тоа што многу од овие на Западов ми се занесуваат дека наводно као многу лесно било они ќе лансирале проектили, за 5 минути немало да има Русија. Значи една работа која што ја забораваат. Тоа сеќавате што ви кажам. А што ако одлучи Русија во Калининград да постави нуклеарно оружје или да постави суперсонични проектили кои што моментално ги користи? Несложно предположить географию ответа в случае, если короткий пресс-релиз Белого дома станет реальностью. Под угрозой без малого все европейские столицы, если наши ракеты встанут в Калининграде, Берлин, Варшава, все Прибалты, Париж, Бухарест, Прага. Конечно, американские базы в Германии, Гармия-Шпартенкирхен, казармы Патча, Шпангдален, Рамштайн. Особое внимание Британии, нашему традиционному врагу.
Немој брат Рамштайн, многу ги слушам, ама немој Рамштайн само. Так как против нее будет работать значительная часть Северного флота. Под удар Вашингтон ставит не только Лондон, но и Манчестер, Бирмингем, крупнейшую военно-морскую базу Девонпорт, Клайд в Шотландии, где король хранит ядерные ракеты Трайдент, Портсмут и Чатамскую верфь в графстве Кент. Британия в самом уязвимом положении. В принципе, достаточно 3 ракет, и эта цивилизация рухнет. Вика, значи нема ни да навлегувам во се останато, мислам дека беше повеќе од јасно. Не е овдека, значи нема потреба од мерење на песокот, се разбираме. Нема победник во нуклеарна војна. Само што очигледно на европејци, се извинувам, на гејропејците и на американците тоа никој не им го кажал. Значи никој не им кажал колку е ова сериозно. Затоа што ако се сеќавате во нуклеарната криза, во кубанската нуклеарна криза, целиот народ и од Гејропа, и од Мурика, и од СССР, и од Југославија, и од целиот свет биле многу свесни за тоа колку се блиску до нуклеарна војна и што може нуклеарна војна да предизвика, се разбираме? Сега сите си свиркаат. Значи нема ни повестиве негде да се слуша дека потенцијално се ногаме на рабна нуклеарна војна. Ова го пуштам за, нели, оние наши барем дома да бидат свесни дека не е само западнава страна моќна, источната е исто така толку моќна. И доволно е, верувате ми, многу е лесно да се случи да се тоа заврши многу кобно за целиот свет. Со тоа што за сите оние кои што дури и слушам некои коментари од типот, ама знаеш оние ако први ударат, како бе брат ако први ударат, да се разбереме една работа. И едната и другата страна, посебно во оваа ситуација Русија, има посебен тип на систем кој што се нарекува dead hand, односно мртва рака. Дури и да целата земја е уништена, дури и проектилите веќе да удрат на руско тло, а нема да се случи такво нешто, затоа што во моментот кога руските сателити ќе приметат дека доаѓаат нуклеарни или било каков тип на проектили кон Русија, веднаш ќе лансираат. Нема ништо што е толку брзо што може да ги уништи руските нуклеарни способности пред истите да бидат лансирани. А ако бидат лансирани, веќе е касно, се разбираме? Тоа е тоа што постојано го зборувам. Нема победник во нуклеарна војна, без разлика кој ќе лансира прв. If the USA and UK launch a coordinated missile attack on Russia, destroying all major cities and killing President Putin along with the entire military leadership, Russia has a backup system in place for retaliation, the dead hand. This automated system is designed to respond to such a scenario. Sensors across Russia will collect data on radiation, heat, and seismic activity, confirming a nuclear strike. The system will then await instructions from Moscow's command center. If no response is received, Dead Hand will assume the leadership has been wiped out. At that point, the system will autonomously launch approximately 4,000 nuclear missiles at the USA and its NATO ally, triggering global devastation. Destruction will be widespread, ensuring that even in death, Russia retaliates. This kind of automated retaliation system ensures that no matter the outcome, the consequences of such an attack would be catastrophic. In the end, the use of nuclear weapons guarantees mutual destruction, a grim reminder of the fragile balance of power. Значи, уште еднаш ќе напоменам, нема победник во оваа ситуација. И тоа што моментално ја малтретираат Русија може да заврши кобно за сите. Но очигледно BlackRock не мисли така. Со оглед на фактот дека ово утро и покрај фактот дека можеме да се разбудиме со нуклеарна печурка, си купиле $216 милиони биткоин, вчера 89. Истото и Фиделите го мисли со 256. Затоа ви реков, не брзајте со одлуки за тоа дали треба продадете, затоа што ќе се плаши пазарот. Очигледно, пазарот не се плаши. И моментално, верувале или не, имавме повеќе позитивен ефект од оно што се случува на Блискиот Исток и потенцијалниот мир, наспроти негативниот ефект од потенцијална нуклеарна војна. Тоа е тој Запад. Како да ви објаснам? Затоа ви реков не брзајте. Очигледно, значи, Западот е крајно заинтересиран за мирот во Блискиот Исток и затоа моментално одека гледаме и надеж дека потенцијално истиот ќе биде на некој начин направен. Некогаш пазарот пред време може да ви каже што се очекува со оглед на фактот дека некој од овие големи субјекти, сега не зборуваме за Панче од Свирипичино, од Иглеал на вестите, туку зборуваме за Лери Финк од BlackRock, кој што моментално очигледно знае повеќе од нас и наместо да продава, истиот продолжува да купува и затоа што јас ќе напоменам, кога Fidelity и BlackRock купуваат,
и Ark Invest и 21 Shares и Bitwise и така натаму, можеби не треба да брзате, туку едноставно да почекате да видите како ќе реагира пазарот. Затоа што не е секогаш само да правите фронтран на пазарот, во оваа ситуација очигледно, тоа што јас постојано го зборам, значи имаме направено посебно видео за ова. Јас тоа видео го објавив пред некој ден, тоа е видео во кое што зборуваме за биткоин и војна. Погледнете го, тоа е уникатно видео кое што на интернет ја до сега не сум го нашол. Тоа го имаме само на нашиот канал и зборува за што би се случило доколку целиот систем во светот финансиски е базиран на блокчейн и како државите нема да можат да водат војна. А во ситуација на војна како блокчейн во оваа ситуација може да биде нешто неутрално, како што веќе многу пати сум кажал до сега на секој од нашите геополитички видеа, дека биткоин не познава припадност. Он не е руски, не е американски, не е европејски, не е Марс, ништо не е. Станува збор за децентрализирана мрежа која што нема страна. Не може да ја банирате, не може да ја забраните, не може ништо да ја направите, што значи дека ако се случи било каков тип на ваква ескалација, што би преферирале вие? Зелена тоалетна хартија долари? Црвена тоалетна хартија рубли? Би преферирале нешто што не може да биде уништено, банирано и кое што не може да изгуби во оваа ситуација. Така, сега нормално во случај на нуклеарна војна, џабе преферирате било што, ама во оваа ситуација било каков тип на ескалација, доколку преживееме, би било нормално да се користи нешто што е неутрално. Така, но за тоа потоа, како и да е. Битната работа која што мора да ја спомнеме, дека јас искрено очекував дека ќе биде обратно. Зошто го велам тоа? Затоа што Трамп е еден од најголемите поддржувачи на Израел. Не заборавајте дека најголемиот генерал на Иран беше убиен од Трамп. Значи, атентатот во Багдад врз Касим Сулеймани беше дозволен и диригиран од Трамп. Значи, уште еднаш ќе напоменам, Трамп е крајно про-Израел. И во оваа ситуација јас очекував дека се тоа ќе ескалира под Трамп, испадна обратно. Испадна Украина и Русија ескалираше, а во Блискиот Исток имаме потенцијално примирие и тоа првенствено помеѓу Хезболах и Израел. Односно, ова се уште не е потврдено. Зошто го велам тоа? Значи, јас следам повеќе, пак ќе видите, арапски телевизии, како што е Ал Джазира, многу повеќе за разлика од било што има Reuters, BBC и останатите да кажат, така да секогаш овие вести ги потврдувам со вестите од локалните телевизии, дали е тоа така. Ал Джазира е во Катар и е многу позаинтересирана за муслиманската страна, за разлика од било што други имаат да кажат. Со тоа што и Ал Джазира го потврди тоа дека моментално не се договориле, значи ја гледате, тоа е тоа што на пример западните медиуми си фалсификуваат што како сакаат. Ако ова моментално беше пишано обратно, веднаш ќе беше флагирано како факт чек, така, факт чекерите ќе го чекираат, така. Во друга ситуација, значи она што навистина се случува е дека представникот на Мурика беше присутен моментално во Бејрут и истиот доби позитивен одговор. Со тоа што нормално дека Мурика и Израел не преговараат директно со Хезболах, туку владата на Либан преговара со Мурика и Израел во името на Хезболах. Ова не е премиер, туку ова е премиер кој што моментално е на оваа транзициона влада која што е долго време во Либан, како и да нема да навлегуваме таму. Идејата е дека преку премиерот кој што моментално е ефективно премиер во Либан, се пренесени прифаќања на овие услови кои што се поставени од страна на Мурика, од страна на Хезболах. Што значи дека Хезболах овој предлог кој што моментално Мурика го дава за примирие, го прифатил. Што и како се уште не знаеме, најчесто на ваков тип на преговори нема да се знае ништо додека истиот не биде потврден, но како и да е, тоа е позитивно затоа што уште еднаш ќе напоменам, Хезболах беше тој кој што кажуваше дека без запирање на агресијата врз палестинците нема да прифати никаков тип на примирие. За жал, очигледно гледаме дека е обратно моментално. Нема да навлегуваме и да судиме, тоа не е наш момент моментално. Она што ќе го напоменам е дека тоа е добро за нас за пазарите. Значи јас се обидувам да видам што можам попристрасен, но не можам затоа што станува збор за џукели. Како да бидете пристрасен, кажете ми. Како и да е. Она што е најбитно во оваа ситуација која што ние треба да го заклучиме е дека денес на 20 ноември истиот тој Морон кој што гледате ваму начешлан од лева страна, кој што е представникот на дипломатијата на Мурика, со позитивна, значи со прифаќање од страна на Хезболах, оди во Израел. Треба да отиде во Тел Авив. Што значи дека сега ова што е прифатено од Хезболах, треба да го пренесе кај израелците
во Телавив и да видат дали они ќе го прифатат тоа. Се разбираме? Значи ова не е завршено се додека и израелската страна не ја прифати оваа спогодба за прекид на огнот. Така да останува да видиме како ќе се движи се тоа. Ова не е завршено, но гледаме дека пазарот екстремно позитивно делуваше на сето тоа, затоа што и биткоин доби свој нов all-time high и традиционалните индекси како S&P 500 и Nasdaq добија свој нов all-time high. Со тоа што гледаме дека Ал Джазира тоа го потврдува со артикл и Сабајлинава, каде што вели, тоест вчера, но како и да е, пак е на некој начин во вечерните часови, јас би го рачунал Сабајлинава, дека моментално и либанскиот народ очекува крај на борбените действија. Што значи дека Ал Джазира во 2 наврати потврдува дека е позитивно, значи дека има голема шанса да имаме позитивен исход од овие преговори. Уште еден, значи сега и Израел од другата страна, значи ги споредуваме двете страни. Израел го тврди истото, дека Хезболах со одредени коментари, значи Хезболах имал замерки или забелешки на овој план, значи практично го прифаќа овој план и пак ќе напомена, значи ова е вчера. Значи дека сега ова треба да биде доставено до израелската страна и да се види дали истото ќе биде прифатено. Интересна работа која што мораме да напоменеме, дека во оваа ситуација Хезболах ништо не одлучува без поддршка и одобрување од страна на Иран, многу битно. И затоа во оваа ситуација либанскиот, нели, како што кажав, оно што е намесен премиер, значи уште пред 4 дена побара од Иран да учествува во преговорите за мир и за запирање на агресијата. Со тоа што Иран пак сега ова не ми е целосно за доверба, затоа што доаѓа од Телеграф, тоа е англиски медиум кој што не е за верба воопште, но наводно и Иран е еден од оние кои што е про да се завршат овие агресивни действија помеѓу Израел и Хезболах. За жал, тоа ги остава палестинците на цедило, но едноставно во оваа ситуација оно што можеме да го извлечеме како учесници на пазарот дека тоа е крајно позитивно за нас и ако ова биде постигнато, јас верувам дека ќе имаме многу позитивно дејство на пазарот. Значи прво затоа што овој потенцијален Black Swan евент за кој што ние се убивме од зборување, тоа се овие два тесници, Баб ел Мандеб, тоа е тесницот после самиот канал во Египет, значи Суетскиот канал, а овдека ние Strait of Hormuz или тоа е тесницот Хормуз, тоа се двата тесници кои што директно и индиректно се под контрола на Иран. Хормуз е практично на јужната граница на Иран, а Баб ел Мандеб, значи тесницот е под контрола на хутите во Јемен, кои што се парамилитарна организација директно подпомогната и поддржана од Иран. Што значи дека овој Black Swan евент за кој што ние се убивме од зборување, дека потенцијално може да настапи доколку ескалира ова во војна помеѓу Израел и Иран, се помала е веројатноста да се случи. Значи не дека нема веројатност, туку како се ближиме кон потенцијално примирие, така е помала веројатноста да се случи. Но не заборавајте дека ова не беше само така, значи за ова има многу жртви паднато, со тоа што еве само да ви покажам да видите како тоа изгледа, затоа што гледам дека многу од луѓето веќе забораваат. Вели, 70% од луѓето убиени во Газа, значи и понатаму геноцидот продолжува. Мирот кој што моментално ќе се постигне во Либан, само ќе им дозволи на израелците уште повеќе да се фокусираат на Газа. Тоа е нешто што секој од нас мора да го знае. Ова е геноцид за кој што е одговорен целиот свет. Исто како што геноцидот кој што бил во Пиринска Македонија и во Егејска Македонија е геноцид за кој што е одговорен целиот свет, кој што дозволил на татарите на исток и на циганите на југ да прават што сакаат со македонците кои што живееле во Егејска и Пиринска Македонија. Истото моментално го прави и во Израел. Се разбираме? Значи Израел не постои, тоа е Палестина, тоа е окупирана категорија, окупирана територија на една земја за да се создаде друга. Исто како што тоа го направиле во Татарстан на исток и во Циганлен на југ. Се разбираме? Нема никаква разлика. Значи, дали мајките и децата кои што умираат се кафени или бели, не го менува фактот дека тоа е туѓа територија која што е земена од страна на овие западни говеда, исто како во Македонија, со цел да се даде на некого кој што е привилегиран, односно израелците, се разбираме, зајонистите. Да не навлегуваме премногу тоа, пак ќе напоменам, ова мора да се запамти, ова историјата мора да го знае, дека евреите од Израел, 70% од луѓето кои што се убиени во Газа се жени и деца, каде што вели најмалата жртва е само еден ден бебе.
и 97 годишна жена како најстара жртва. Со тоа што ова е последните бројки, се разбираме, официјално од 8 ноември, каде што официјалните бројки последен пат кои што беа објавени на 8 октомври се дека се убиени, замислете до 8 октомври, 43.972 цивили. 17.492 од тие цивили се деца. Имаме уште 11.000 кои што се исчезнати, кои што знаеме каде се и што се, така? И уште 104.000 луѓе кои што се повредени, од кои голем дел од овие нема да може да преживеат оваа криза, затоа што Израел и понатаму продолжува да блокира било каков тип на медицинска помош и поддршка во Газа. Значи, има многу мала количина на помош која што влегува во Газа, која што најчесто е прехранбена, медицинска помош не е дозволена. Тоа е, драги мои, Израел, демократијата, Гејропа и НАТО. Ете, тоа е тоа, се разбираме? Тоа што моментално и го спремаат и на Украина. И не е само Газа Палестина, има уште една голема заедница на палестинци кои што живеат во, така речено, она западен брег, западна обала, како сакате, каде што исто така имаме 785 луѓе умрени, значи убиени, не се умрени, тоа се убиени луѓе и 167 деца. Ова не смее да се заборави. Да не забораваме дека стоката израелска истото го направи во Либан, каде што досега поуби повеќе од 3000 луѓе до овој момент. 5 ноември. Повторно, ова ги нема ни последните жртви, 5 ноември, од кои 589 жени и 185 деца. Само на Израел му е дозволено да може да го прави ова без никој уопште да трепне. И уште пожално е што не само што никој не го прави тоа, значи нешто никој не ги брани овие цивили, туку напротив, и ако пробате да ги одбраните овие цивили, па значи вие сте антисемит. Антисемит за евреи кои што доаѓаат од Полска, кои што не знаат ни што значи семит, ни кои се семитски народи, но ние сме антисемити, се разбираме. Тоа е таа демократија моментално, која што ако случајно се обидете цивилите кои што се во оваа ситуација крајно само жртви, значи ништо друго освен жртви на овој колеш кој што е организиран од Западот, да се обидете да ги одбраните, тогаш вие сте расист, вие сте нацист, вие сте антисемит, така. Пак ќе напоменам, антисемит за евреи кои што доаѓаат од Америка и од Полска да живеат у Израел. Ние сме антисемити, така. Значи, толку е писмена оваа западна нација, но како и да е. Како и секогаш на самиот крај, нормално мораме да спомнеме дека сите оние кои што нови на нашиот канал би им препорачал да го погледнат видеото на врвот од истиот, каде што ќе може да добијат значи детални информации за тоа што и каде имаме на нашиот канал, така да би препорачал да го погледнете ова видео, на тој начин ќе биде јасно што и каде може да погледнете, затоа што имаме повеќе од 1300 видеа. Како и секогаш во секој од нашите видеа, значи доколку ви се допаѓа, би ве замолил да ставите на лайк, шер, subscribe, значи не бидете себичи, како што јас имам 3 часа, 4 часа да го направам ова видео. Вас ви треба само една секунда да стиснете лайк и на тој начин оваа бесплатна материја да ја прошириме до што повеќе македонци на што повеќе платформи. Така да било која од нашите платформи, канали, социјални мрежи, значи на нашите содржини доколку ставите лайк ни помагате да ја прошириме оваа бесплатна материја до што повеќе македонци. Како и вчерашното видео, во дескрипцијата ќе го најдете прво линкот до Black Friday видеото, каде што ги имаме инструкциите за тоа како може да станете дел од нашата Patreon заедница, заедно со подолу линк до нашата Patreon заедница, како што кажавме, тоа е практично местото каде што може да се зачлените и да ни помогнете да го надградиме нашиот канал на уште повисоко ниво. Како што веќе покажавме, значи може би веќе сте ја виделе сликата каде што камерата е веќе со нас, значи добивме и професионална камера, наскоро ќе направиме значи купување на професионален лаптоп. Сето тоа доаѓа од овие пари кои што ни помагате да ги собереме со цел да го надградиме нашиот канал. Дополнително во дескрипција на секој видео ќе најдете содржина за тоа што зборуваме на самиот канал. Исто така ќе најдете и овие да речам два начини на кои што се обидуваме да помогнеме на македонците во Македонија. Тоа се овие блокчейн адреси за донации, заедно со апликацијата Купи ми кафе. Значи во два наврати до сега успеавме да помогнеме на македонците назад дома во две добротворни акции. Значи може да погледнете на нашиот канал, транспарентно покажавме во два наврати како по 700 и 800 евра. Дониравме во една црковна организација во прехранбени продукти со цел да помогнеме на македонците во Македонија. И овдека исто така може да ги најдете нашите социјални мрежи, би препорачал да ги следите затоа што на тој начин ќе добивате многу повеќе информации за сето она што го работиме и сето она што случува во светот, како и нашите резервни канали Одиси, Рамбл и Рутуб, каде што на Рутуб секое утро очекувајте ново видео
Значи тоа е практично видео од нашиот досега веќе реализиран курс од повеќе од 125 видеа, курс за напредна и техничка и фундаментална анализа, каде што сите оние кои што се малку подоцна дојдени на каналот ќе може да се запознаат со сето она што досега сме ги едуцирале нашите членови. Така да тоа е се што имаме за денеска. Не заборавајте, денеска во 7 часот имате повторно видео со 7 нови коини, значи денеска сум фул смена само за каналот, затоа што сакам едноставно да обработам се што моментално се случува на пазарот и уште еднаш ќе напоменам, значи работиме македонец за македонец. Идејата е да направиме една професионална заедница на инвеститори кои што ќе можат да си помагаат еден на друг, каде што и јас ќе давам се од себе да ја водам оваа заедница до она што потенцијално може да направи како македонска заедница. Ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемиџија.